Прво сакам да изразам голема благодарност на председателот на Владата на Република Македонија од името на ректорската управа, на Универзитетскиот сенат, на професорите и на студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи, што не прими и ни овозможи во една конструктивна атмосфера да ги изнесеме нашите забелешки кои што се поврзани со стапувањето на сила на целиот пакет на закони за високото образование. Исто така во овој момент сакам да го изразам и моето задоволство, затоа што во делегацијата која што присуствуваше од страна на универзитетот беа застапени сите наши форми на делување од членови на ректорската управа, на сенатот, професорскиот и студентскиот пленум, а задоволството е затоа што навистина бевме сослушани и бевме разбрани и истовремено беше прифатен предлогот овие одредби кои што се дискутабилни, кои што отвараат и наметнуваат многу прашања, да се стават во мирување, односно да имаат одложена примена. Во меѓувреме се разбира и Министерството за образование и наука и Универзитетот Свети Кирил и Методи, а сигурно и другите универзитети во Република Македонија ќе бидат отворени и ќе пристапат кон една сеопфатна анализа од која што во најскор можен рок, најбрз можен рок ќе произлезат нови предлози за подобрување на овој закон, односно за нов закон за високо образование, во зависност од тоа колку ќе бидат прифатени, односно застапени измените. Но се разбира дали ќе стане збор за едното или за другото, во крајна линија не е толку важно, битно е да се направи добар текст, без оглед како тој ќе се нарече, кој што ќе биде прифатлив за сите, кој што ќе биде квалитетен, кој што ќе биде добар за имплементација и кој што ќе биде компатибилен со европските критериуми во високото образование. Кои одредби ги ставивте во мирување, ректоре, на што имавте конкретно најмногу забелешки? Па по она што разговаравме, одредбите за државен испит, одредбите за избори во звања, одредбите за нови наставни програми, одредбите за имплементација на новиот систем од 300 на 360 кредити, воглавно се она со мали исклучоци за кои што се водеа бурни расправи и имаше реакции и се она што беше предмет на новите законски измени. На колку време се одложени? Дали будете? Еден дел од нив на 1 година, еден дел на 2 години. Кои се за година дена, само кои се за година дена? Начално за 1 година е државниот испит, за 2 години се сите други, со тоа што во тој рок ќе имаме сите простор да ги додефинираме работите и се разбира да видиме дали тоа е тоа што треба да функционира на тој предложен начин или ќе се бара некое друго решение. Дали стана збор за целосно укинување на државниот испит или само за негово одлагање? Стана збор за одлагање, но се разбира тоа не е мало одлагање, а во тој период на сите овие одредби во пакет и државниот испит, посебно ништо не се вади од контекстот и се разбира дека за тој период за кој што е одложено, работните групи и од државата, од министерството и од универзитетите ќе излезат со ставови и ќе се искристализираат работите во насока која што ќе биде прифатлива за сите.